Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кучани ќе добие бесплатен проект за изградба на нов објект на детската градинка, што би требало да биде лоциран во населбата Драчевиќ. Со изработениот план на конкурс ќе се бараат пари од Министерството за труд и социјална политика, за да може клонот на градинката да се изгради. Максималната искористеност на капацитетите на 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова не овозможува да се задоволат барањата на родителите кои сакаат да им обезбедат соодветно згрижување на своите деца во оваа институција. Проблемот со решавањето на зголемување на бројот на деца во групи во постојните објекти, за што на последната седница на Советот беше дадена согласност, не е решение. Беше речено дека мора да се изнеде соодветен одговор на подолг рок, при што имаше и конкретни предлози. Не е фер прв дојден прв услужен и да се соочиме со тоа дека деца од соседните општини, од Чишиново, Облишево, од Зрновци, кои веќе посетуваат градинка, ќе иземат ред на децата кои што се од нашата општина. И поради тоа, еве, мој апел до представниците од детската градинка е дека во најкраток рок за следната година за уписите треба да биде изготвен правилник во кој што децата кои што се жители на општина Кочани ќе имаат приоритет во запишувањето во детската градинка. Исто така сакам да потенцирам дека и реонизацијата која што е на територијата на општина Кочани, сметам дека ќе биде полезна бидејќи некои од градинките се повеќе оптеретени, имат повеќе деца на сметка на останатите градинки. Градоначалникот Илиев рече дека се размислува за изградба на нов објект, односно клон на градинката во Кочани, а за што било разговарано со Министерството за труд и социјална политика и со други институции од оваа област. Главен проблем бил тоа што досега во урбанистичките планови на Кочани немало предвидено простор за нова детска градинка, поради што во последен момент се направени промени во деталниот урбанистички план. Со оглед на роковите кои ни беа кратки, имаше еден повик од Министерството за труд и социјална политика да ни помогнат во тој дел, односно повик за пријавување за изградба на детски градинки. Ние како локална самоуправа ги направивме сите напори, иако роковите течеа беа многу кратки, немаме проект, меѓутоа благодарение на дел од колегите соработници во локалната самоуправа и на разбирањето на партнерите кои соработуваат со општина Кочани, се најде партнер кој ќе го изработи бесплатно проектот за изградба на детска градинка и со истиот проект ние сме спремни да конкурираме околу до крајот на декември за изградба на детска градинка во делот на Драчевик, односно Бејрут, популарно наречен Бејрут. Дополнително, според Илиев, ќе се направи промена на деталниот урбанистички план во населбата Текешински Лозја, за да може на постојниот клон на градинката да се доградат уште неколку простории, со што би се зголемил неговиот капацитет. Исто така ќе се бара и соодветна локација за да се изработи проект на документација за градинка во селото Тракање. Додека да се реализираат покрупните зафати за нови објекти, беше предложено да се преадаптираат просториите во постојните установи. Имам сознание дека такви простории што може да се преадаптираат и да се овозможат за пократок рок има во Руенската градинка. Потоа може со преадаптација на простори во училиштата, кои простори би ги посетувале поголемите, повозрастните дечиња од градинката и така натаму. Значи, не мора да чекаме да дојде до изградба на градинка, можеме и предвремено да реагираме со помали финансии, ама побрзо да обезбедиме на децата подобри услови. Во моментот, во 4 клона на градинката во Кочани, како и во објектите во Оризари и во Бели, запишани се вкупно 756 деца на предучилишна возраст, со што капацитетите се искористени над 100%. При тоа, задачите за грижа околу најмладите ги исполнуваат вкупно 87 вработени, од кои 43 се негувателки и 13 воспитувачи, а останатите се стручни лица и помошен персонал. Советот на општина Виница на втората редовна седница го изгласа нацрт буџетот за 2018 година. Советниците изгласа и нови членови на управниот и надзорниот одбор во јавното предпријатие Солидарност, а се изврши и промена на училишните одбори во детската градинка и во училиштата. На втората редовна седница Советот на општина Виница со мнозинска подршка го усвои буџетот за 2018 година, во кој капиталните расходи се планирани со 13%.
Вкупниот проектиран буџет на општина Виница за 2018 година е 278 милиони денари, од кои основниот буџет е околу 109 милиони денари. Значи предвидени са најголем дел капитални инвестиции кои ќе ги реализираме во текот на 2018 година, тоа се околу 36 милиони денари. Значи зголемувањето е некаде околу 10 милиони денари. Очекуваме приходи од зголемувањето на ДДВ-то и исто продажба на градежни парцели, 21 парцела во општина Виница. Програмата помина, вкупните приходи во програмата се некаде околу 84 милиони денари, од кои како што најавив 36 милиони се од страна на општина Виница, додека останатиот дел се од страна на владата на Република Македонија. Значи зголемени се средствата за спортот во 2018 година, тоа се 1,5 денари, 500.000 денари за невладиниот сектор и 100.000 денари за хуманитарните организации. Пред донесувањето на предлог буџетот, градоначалникот Димитров најави уште една јавна расправа во која ќе биде вклучен и бизнис секторот. Програмата за уредување на градежно земјиште и патишта тежи 84 милиони денари и во истата приоритет ќе биде изградбата на спортска сала во основно училиште Славчо Стојменски, реконструкција на водоводната линија во Виница, асфалтирање на улици. На оваа седница се донесе и предлог одлука за изработка на нацрт план за нови локации за православните гробишта, чие проширување е неизбежно, бидејќи постоечката локација со досегашната динамика станува се потесна. Советниците изгласаа и нови членови на управниот и надзорниот одбор во јавното претпријатие Солидарност, а се изврши промена на училишните одбори во училиштата и во детската градинка. Кочани, Виница и уште 4 општини од источниот регион се вклучени во граѓанската иницијатива Мрдни со прст, преку која треба да се определат приоритетни проблеми во локалните заедници, за кои ќе се бара соодветно решение. Во Кочани се одржа првата работилница на која беа изнесени повеќе приоритетни прашања, од кои би требало да се определи едно што ќе ја добие финансиската подршка за негово решавање. Како дел од активностите на иницијативата Мрдни со прст, во која се вклучени општините Кочани, Виница, Делчево, Берово, Пехчево и Македонска Каменица, се одржа првата работилница на која присуствуваа представници од граѓанските здруженија и од институциите на локално ниво во Кочани. При тоа беа искажани предлог проектите со кои граѓаните активно се вклучуваат во решавање на проблемите во локалната заедница, за да се донесат промени и да бидат активни чинители во општеството. Носител на иницијативата е невладината организација КАМ од Делчево, а главна цел е подигање на јавната свест за различните можности за општествени промени, кои се во доменот на секој поединец. Ни предстои повик кој што треба да биде објавен при крајот на овој месец, пред Нова година. Во огласот ќе бидат објаснети темите, генералните цели на кои што ќе можат сите заинтересирани индивидуи и граѓани, платформи, граѓански организации, институции да аплицираат. Крајниот рок на имплементација на оваа активност е 31 мај. Повикот ќе биде отворен, како што ви кажав на почетокот, крајот на декември, а ќе трае 4 месеци. На работилницата се слушнаа предлози за реализирање проект со кој Кочани треба да стане град на мозаикот. Потоа да се подржи едукацијата на младите преку работењето на извидничкиот одред, да се поведе поголема грижа за лицата со посебни потреби со отворање дневен центар, да се подигне свеста за безбедноста во сообраќајот, за комуналната хигиена и слично. За секој од овие предлози дополнително ќе треба да се направи разработена анализа и да се утврди кој е приоритетот што треба да се подржи. Со иницијативата Мрдни со прст ќе бидат подржани 15 акции за сите 6 општини, каде дел од активностите ќе бидат за граѓанско вклучување, а дел за застапување. Максималниот износ на една акција ќе биде $1.500, односно околу 75.000 денари. Регионалниот центар на Сдруженијето на новинарите на Македонија ги одбра најдобрите 10 представници во повеќе области од стопанскиот и општествениот живот во источниот регион на државата. Признанијата ќе им бидат доделени на свечена манифестација, што треба да се одржи во февруари идната година. По четврти пат, откако во 2014 година беше востановено како практика, новинарите од регионалниот центар Исток во рамки на Сдруженијето на новинари на Македонија ги номинираа и ги одбраа најдобрите репрезенти на регионот во повеќе области.
Иако во одредени категории имаше и по неколку предлози што заслужуваат да го добијат признанието најдоброто од истокот, сепак со гласање новинарите на демократски начин ги дадоа мислењата за тоа кои се личностите, предпријатијата и издруженијата што во текот на изминатата година оставиле посебен белег во општествениот живот во регионот. Според ВД председателот на регионалниот актив на Сдруженијето на новинари на Македонија, Тони Михаилов, сите предлози заслужувале внимание, особено што секој од поединците или институциите дале особен придонес во развојот на регионот. Сепак, присутните новинари на крајот одлучија по еден представник од 10-тината области да ги понесат признанијата за оваа година. Во категоријата економија, новинарите од Истокот одлучија дека фирма која што најмногу направила минатата година е Тондах од Виница. Во категоријата животна средина, Екопак Хит од Кочани. Во категоријата спорт, Бобан Николов, фудбалерот на Вардар и на репрезентацијата на Македонија за учествата на Европското првенство за млади, за настапот со Вардар во рамките на Лига Европа и Лига Шампиони и за настапот во селекцијата на Македонија. Потоа во категоријата здравство одлучивме признание да доделиме на доктор Гоце Стојменовски од Делчево, од брзата помош од Делчево. Во категоријата образование, Кирил Барбареев од Универзитетот Гоце Делчев, проректор за настава на Универзитетот, за иновативност во наставниот процес, за многу проекти кои што се спроведуваат. Потоа во категоријата новинарство на некој начин додадеме признание на оние кои што се мачат во новинарството уште како во денешно време, колегата Славчо и порталот Комарец, Славчо Ивановски. Во категоријата туризам, веројатно ќе биде општината Лесново или кој го работи проектот за осветлување на пештерите и најавата за правење на геопарк кај Лесново. Во категоријата невладин сектор, невладината Амброзија од Пехчево, кај што има многу проекти и за Брегалница и воопшто за целиот регион. Во категоријата култура, фестивалот Ин Виница Веритас од Виница и категорија иновативност, учениците од гимназијата Славчо Стојменски, тројца ученици кои што имаат еден иновативен проект кој што стигна и до Брисел и во категорија е за награда од 1.000.000 евра, ако не се лажам. Како да иновативност кај младите уште како добре дојдена. Покрај овие признанија, новинарите од Источниот регион донесоа едногласна одлука рудникот Саса да добие признание за заштита при работа, поради тоа што повеќе од една година нема инцидент во рударските јами. Наградите на добитниците ќе им бидат врачени на свеченоста наречена Ноќни источните Оскари, која традиционално новинарите од Источниот регион ја организираат во месец февруари. Традиционален новогодишен концерт на народни песни Ора се одржа во саботата во Центарот за култура Бели Мугри во организација на Сдруженијето на пензионери Кочани. Настапија гости пензионери од фолклорни друштва од Куманово, Кавадарци и Прилеп, а воедно беше одбележена и 45 годишнината од постоењето и работењето на Сдруженијето на пензионери од Кочани. Забава, дружење, фолклор, ора и песни. Традиционален новогодишен концерт на пензионерите се одржа во саботата во Центарот за култура Бели Мугри. Сдруженијето на пензионери на општина Кочани успешно како и секоја година го организираше концертот со кој што воедно одбележа и 45 години постоење и активно работење на Сдруженијето. Овие здружења, тоа не е фалење, али тоа се врховски здружења во културно-уметничката дејност и во спортската дејност. Ја тоа не го зборам случајно и тоа што и Кавадарци, и Куманово, и Прилеп, они имаат две здружења Прилеп, ова и две културно-уметнички друштва. И Кире преги ми вика, ја до година двете ако треба ќе ги доведам. Кавадарчини са прочувени со нејната музикалност. За Куманово да не збораме и тоа што Ѓоко Симоновски не само песмата, играта, они имат и драмски театар. Они учествуваат у Кочани на драмските аматерски смотри. Така да сакам да кажа да во Македонија неќам да се преувеличат работите, али овие 4 здружења со своите активности, сега зборим за културно-уметничка дејност, они се у самиот врх на републиката. И тоа не е случајно што беше салата полна и луѓето со најголемо внимание ја пратеа оваа убава представа. На телевизија Канал 8 изразувам голема благодарност што го пратеше овој концерт, работа на концертот. Ја не правам комплименти ради реда, меѓутоа од моите колеги и од луѓето што се присутни како изведувачи и публика, сите искажуваат големо задоволство што ваша телевизија одлично го пратеше. И мило ми е што нашата кочанска публика ќе ја виде ова
овај настан, што има посебна важност. Со своји точки на концертот се представија културно-уметничките друштва на Сдруженијата на пензионери од Куманово, Кавадарци и Прилеп, кои што истакнаа дека се многу задоволни од организацијата и приемот на домакините. Ние учествуваме редовно на аматерски драмски смотри, но овие последниве неколку години ние сме редовни учесници на овој предновогодишен концерт на културно-уметничките друштва на нашите 4 здруженија. Тоа ни причинува посебно задоволство, зашто при крајот на годината имаме пријатна средба, многу пријатно дружење, со едно пријатно расположение за да завршиме ова година со севкупните резултати, но во исто време да си посакаме многу успех и во наредната година. На домаќинот, на председателот на Сдруженијето на пензионерите од Кочани, му честитам за одличната организација, за приемот и на ова пријатно расположение. Нека е среќна нова година на гледачите на Канал 8. Ние сме, како што кажав, збратимени здруженија Кавадарци и Кочани. Ние сме сродни градови и бројот на пензионерите се поклапа меѓу Кочани и Кавадарци. Бројката е тука негаде, а се дружиме повише од 10 години. Откога сме збратимени, имаме чести средби, по неколку средби во текот на годината и доваѓаме тука за Петроден, кој е славата на градот Кочани. Доваѓаме за пред републички спортски игри на Пониква, па нашите пријатели, побратими од Кочани доваѓаат во Кавадарци за Свети Трипун, нашиот голем празник на лозарството во Кавадарци. И од тука натам доваѓаат исто така за Тиквичкиот Грособер. Покрај сите активности што ги има Сдруженијата на пензионери, се разбира согласно статутот, една од позначајните активности е да се напредува културно-забавниот живот, да се организира културно-забавниот живот. Ние токму денеска тоа го имаме. Како домаќин Сдруженијето на Кочани, неудостои и добро, се дружиме, се забавуваме, се рекреираме. Ние вакви настапи правиме секогаш било на локално ниво, било на регионално ниво, било на републички надпревари. Тоа го чиниме обично за празници, за некои јубилеи и така натаки. Значи, ние сиве 4 здруженија можам да кажам дека сме во врво на активностите на Сојузот на здруженија на пензионери. По концертот сите продолжија на заедничка средба и дружење во ресторан Амор, каде што председателот на Кочанската пензионерска организација им врачи благодарници на гостите пензионери од Кавадарци, Куманово и Прилеп за успешната соработка во изминативе години. Инаку, Сдруженијето на пензионери Кочани, како и секоја година пред новогодишните празници, така и оваа, не ги заборави пензионерите кои што имаат ниски пензии. Им доделува социјални пакети со прехранбени продукти. Оваа година се доделуваат 58 пакети, кои што на 18 и 19 декември ќе им бидат доставени лично на пензионерите преку организиран превоз на артиклите и со представникот Сдруженијето на пензионери Кочани. Исто така, Сдруженијето на пензионери Кочани во месец декември со пензионерска здравствена екипа врши посета на 23 осамени и болни пензионери и пензионерки и на истите им се однесени скромни подароци. Посетата на пензионерите е од голем здравствен и хуманитарен аспект, што Сдруженијето на пензионери Кочани вакви посети ќе врши и во иднина и со тоа покажува дека се грижи за пензионерите кои што се болни и изнемоштени. Новогодишен концерт одржа фолклорниот ансамбл Мугри во Центарот за култура Бели Мугри. Тој фолклорен ансамбл функционира во склоп на Центарот, а на годинешниот концерт се представи со нови музички изведби, нова кореографија и нови носии. Фолклорниот ансамбл Мугри со новогодишен концерт во Центарот за култура Бели Мугри. Ансамблот го покажа она што го сработи во текот на целата година и на новогодишниот концерт се представи со нови носии и нови кореографии јора. Кој за прв пат оваа година со нови кореографии, со нови музички изведби и со ново набавената носија која за вечерва прв пат ја проформираме и ќе настапиме во неа. Концертот е резултат на целогодишните настапи кои фолклорниот ансамбл ги освои. 4 награди и 1 гран-при награда. Исто и вечерва ќе го потврди оној ќе се представи во најдобро издание. Како домаќин поканивме гости од Мирка Гинева од Демир Капија и Ефрем Каранов од Кратово.
Големо благодарам до домот и на поканата што не поканија да бидеме гости. Ова соработка веќе е втори или трет пат и они беа кај нас во Кратово. Ние тука се надам дека соработката ќе продолжи понатака. Оставаме на децата да се изиграат, да си покажат што научиле и се надам дека убаво ќе си поминеме вечерта тука во Кочани. Инаку, фолклорниот ансамбл Мугри од Кочани постои веќе 6-та година. Освен играорната група, која што ја сочинуваат околу 50 играорци, функционира и пејачката група за изучување на народната песна и свирење на народни инструменти, а ја сочинуваат околу 10 деца. Имаат освоено неколку награди на домашни и меѓународни фестивали. Им престојат настапи во земјава и странство. Целта на Мугри како фолклорен ансамбл е пренесување на фолклорните традиции и култура и негување на изворниот фолклор од осоговијата, но и на стилизираниот уметнички фолклор. Новогодишен концерт организира и фолклорниот ансамбл Кочани, годинава хуманитарен, наменет за Методи Митев. Фолклористите на ансамблот Кочани решија годинава да ја покажат хуманоста на дело. Традиционалниот новогодишен концерт му го посветуваат на Методи Митев. Средствата што ќе бидат собрани од продадените карти ќе бидат наменети и за него. Утре, вторник, традиционално фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани организира новогодишен концерт, како и секоја година да покажеме што сме сработили за изминатиот период, но оваа година концертот му го посветуваме на Методи Митев, затоа ги поканувам сите наши сограѓани да дојдат и да го погледнат успехот на вашите деца, мајки, па и баби дури, затоа што фолклористите се на возраст од 6 па до 60 години. Цена на почетокот од 18 часот, а цената е 50 денари. Ги поканувам сите граѓани да дојдат и да го проследат концертот. Фолклористите на концертот ќе се представат со ора кои што ги изучувале досега и кои што им се познати на граѓаните, но и со нови кореографии и ора кои ги подготвија во текот на оваа и претходната година. Годинава гости на концертот ќе бидат фолклорните ансамбли Мугри од Кочани, Лупча Сантов од Оризари и Бучим од Радовиш. Концертот ќе се одржи на 19 декември во 18 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Следува информацијата од спортот. Викендов се игра на преварите во првенството на третата кошаркарска лига на Македонија. Екипата на Баскет Дино одигра 2 средби, при што доживеа пораз на гостувањето во Куманово против Пинк Пантери, а на домашен терен го победи тимот на Плачковица од Радовиш. Во изминатите 2 дена од викендот активни беа кошаркарите кои се надпреваруваат во државното првенство на Македонија. Во третата лига, екипата на Баскет Дино одигра 2 надпревари, со кои го заврши есенскиот дел. Најпрвим во саботата гостуваше во Куманово, каде ја одигра за останатата средба од 8-то коло со тимот на Пинк Пантери, при што доживеа пораз од 100:74. Во неделата пак на домашен терен, момчињата на тренерот Сашо Лазаров беа подобри од лидерот на табелата Плачковица од Радовиш и го победија со 84-69. Со тоа, тие им го нанесоа првиот пораз на радовишани во првиот дел од овогодишното првенство и се задржаа во борбата за пласман меѓу најдобрите 3 екипи. Во моментот, Баскет Дино има 14 бода, колку што имаат и Пинк Пантери, Борец и Партизан Мултишпет, а поради подобрата кош разлика, паузата меѓу есенскиот и пролетниот дел ќе ја дочека на 5-та позиција. По околу двомесечна пауза, првенството продолжува во почетокот на февруари. Во младинските категории пак, двете екипи на Баскет Дино исто така забележаа по 1 победа и 1 пораз. Во категоријата М12, нашите најмлади кошаркари беа гости на тимот на Ролинг од Струмица и доживеа пораз од 38:42. Во второто Кочанско-Струмичко дерби во категоријата М14, Баскет Дино се сретна со МВП Академија и забележа победа од 52:45. Во следното коло нашите две екипи ќе бидат домакини, при што помладите ќе ги дочекаат своите врсници од Баскет Кам од Каменица, а постарите ќе се сретнат со тимот на Работнички од Скопје.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ово понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.